6500. Почитувани представници од локалната самоуправа, почитувана господја Елена Тепчева, советник за образование, почитувана господја Македонка Виларова, општински просветен инспектор, почитувани присутни од Центарот за социјална работа, драги деветоделници и нивни наставници, драги ученици и професори од нашата гимназија и останати присутни. Добар ден! Ви поздравуваме и ви посакуваме топло доброделе на овој нестакледневен настав. Ви благодариме што не почестите со вашето присуство и се надеваме дека пријатно ќе се чувствувате во нашата среда. Ни представува особена чест и задоволство што денес се собрахме да реализираме форум театарска представа на тема меѓуврсничко насилство, организирана како дел од програмата за мировно образование при првата детска амбасада во светот Меѓеш. Целта на форум театарот за превентирање на булингот кај средношколците е да се зголеми општествената свест за овој проблем. Денес заеднички ќе се обидеме да понудиме решение за проблемите со кои се соочуваме. А вие, како наша активна публика, имате можност да се вклучите со вашите искуства, предлози и размислувања. Да ни помогнете да го решиме проблемот кој ќе произлезе од двете екипи, приказни, прикажани на сцената. Наша задача денес, но и во иднина, ќе биде да апелираме дека во врсничкиот хумор треба да има граници, да ги подсетиме надвежните, родителите и наставниците, дека треба да се охрабрат и да реагираат во борбата против насилството во училиштето. На оваа форум театарска представа учествуваат ученици од тие гимназии. И тоа, гимназиите Никола Карев и Шајко Јусуф од Скопје, гимназијата Кочо Рацин од Велес. За неделна подготовка беше реализирана обука од 3 дена и неколку проби, исполнети со разбирање, почит, а пред се дружење и многу настани. Голема благодарност до Меѓеш и низините основачи, Гордана Пирковска Змијанац и Драги Змијанац, до Ана Битовјанов Фатмира Идарец, кои ни овозможија да стекнеме искуство во спречувањето на булингот меѓу нас учениците. Благодарност до тренерите Владо Караев и Љупка Ристовска, кои неуморно работаа со нас, а и до нашите професорки Цветанка Карамаркова, Маја Филиповска и Музафера Газаревич Кохарц. Благодарност до членовите на мировно образование и нашата гимназија се работа во изборот на ученици кои се дел од нашата публика. Му се заблагодарувам и на директорот на гимназијата Кочо Рацин, господин Гоце Алексовски, кој не поддржуваше и ни помогна овој настан да се одржува на нивото кој го заслужува. Почитувани, се надеваме дека ќе уживате и нема да станете равнодушни после овој настан. Добар ден и од мене, јас сум Владо Караев, еден од одговорните за она што ги видите денес. Прво да ви се извинам на сите професори и ученици доколку губите дел од вашата настава. Се надам дека ова време нема да ви биде залудно потрошено, да не сте важни проблеми. Не многу. Ако случајно ви е досадно, а не верувам, тоа ќе може да се организираме, да се вратиме во училище и се продолжиме со редовата настава. Се шегувам. Ова што денес ќе го видиме, за мене е многу важно од било кој наставен дел. Не дека тоа не е важно, ама тоа лесно може да се научи и да се надокументира. Овде мислам дека малку доснима, да што имаме многу силен предизвик пред нас. Ова што е денеска форум театар. Разликата помеѓу класичниот форум театар и форум театарот е во тоа што во класичниот театар, во овој тука, публиката е пасивен наблюдувач, гледа, ракоплеска и си оди. И во овој театар, активен форум театар, публиката има активен учество. Ќе вклучиме во со ваши размислувања, да споделите што вие мислите во однос на она што ќе го видите, а понатака во еден друг чекор во форум театарот ќе ве информирам малку подоцна. Така да, ова што ќе го видите сега се ваши врсници кои што одбраа две приказни од многуте да споделат со вас. Моли одбраа нешто што се случило во секојдневието. Баш ме интересира дали она што го чувствуваат, гледаат во секојдневието е близко на вашето секојдневие. Така да, сега ќе ги поканам актерите, всушност ваши врсници, ќе ви покажи првата приказна.
Hello! Абе, кај сте бубалици? Тебе поздравите, гостите. Само учите. То се ми деца. Добар ден да не пиеш. Здраво, дечки. Кај си, бе? Што Шо правиш? правиш? Седимо. Седи нещо да ти кажа. Вчера се шапам из град. Въобще има нова нези. И минам на низ кафичине и огледам овој водоподашка спинцела, овој. Наша, не, што збориш? Седнам со сите, опа, кај си? Слушай, седнам со сите девојчиња од другиот клас, пие кафе. Па и цигарча фанал. Не, што збориш, бе? И ги оговара сите од прв до послед. Како тетки ми се, бе? Али принцеза останала, царица станала. Царица, богам. Али, Ей, дружко! ау, кај сте, слушай. Кај сте вие? Што те зова со принцеза? Здраво! А госта е, царица стана веќе, тетка е. Леле, како оговара. Ало се се неубавите женски зеблата. Абе, крејата градска ръква, како кажи, леле, како оговара. Ами, баба ми толку не оговара, колку таа царица, царица е веќе. Па, ја цвестата, бе. Кај си, бе, принцеза? Аре, не си. Дем бе, ти трана. Е, јама, чекај, види, има убав, шо? Не, цуци, ама си убава. Нека, ходи, ама види. Абе, дојди да се други. Леле, чекај, знаеш шо, ќе стојат овие качари, чекај, цуци, леле да ти гледам, леле, срце, леле, чекај, сапа, со ова страна. Не си интерес. Коли мас ти сабе зборба или што, леле? Што е ова? Чекај, ова вака да се намести, чекај, цуци. Бе, женските не се задимат. Олека немој да се причераш. Цуци. Да. Добар ден, че Добар ден. Дежурен. Дежурен да стане. Нема професор, сите сме тука. Тино, кој е одсетен? Здраво. Стојан. Сино. Друг? Нема. Колку се? Тишина, не го слушам. Друг, Тино? Ама да, во тоалет професор ќе сега ќе дојде. Тишина, смирете се. Ќе дојде. Во ред ученици, денеска лекцијата е напишана веќе на табла, отворете тетрадки, почнете да препишувате. Темата за денеска ние се извинувам, имам еден многу итан повик, се враќам брзо. Ало? Да. Оди го каже да. Педер, ем клошер, не е убаво това, бе, те. Бе, зашто го каже Дарко? Абе, чекај. Принцесите не се тепа, Абе, едно абе принцеса. само така се мазно, така види, леле се покри. Абе, те ли се ке ставам заради те? Ке си Абе, Абе, што се гледай криш? очи. Гледај бе, о. Сврти се. Види ме. Видиш, Абе, ости. леле, цвет. Зашто го каже Дарко? Абе, не се Леле, романси. Види ме шуро. Леле, Да, цуци. во ред, ајде. Зашто го каже Дарко? Ај, ова може би од Валентајтот. Тишина, деца, седете. За жал, има уште 5 минути до часот. Се извинувам што не можете да ја предадам лекцијата. Следниот час ќе ја предадам, исто ќе почнам да испрашувам. Така да може да одите слободно на одмор, ќе ја Да, пуштам исто по ја. лекцијата ја напишавме супер. Пријатно. Абе, цигари? Абе, нема, ги заборев дома. Како ме ги забораш? Абе, ги оставив дома, ај. Абе, не се треба да ни купи. Ај, имам идеја, Цуци. Снимај, бе, постирај, ќе поставиме на Инстаграм. Цуци, ќе не идеш да ни купиш цигари? Ајде, те мам станува. Абе, станува, види имаш шалче, абе, станувај да не одиш да ни купиш цигари. Абе, има кај тебе, ајде, оди. Абе, принцезата само Абе, ми не иди, кончето треба, ајде, диги, ајде, брш. Види како ги иска. Леле, за ова време вала, ти фалче ова, конче ова, Да. нещо седи, што сум доста.
Ej, ko na Facebook што пишуваш? Абе, седало нека ментална болница таму, некои депресиви, некои апчиња за смирување, напали примала, Што? Навистина? Остави ги, Стварно? остави ги. Де не гледаш каква е? Целата е... Треба ли сте сигурен? Јас сум кажу толку Да, ти. Јас си разумене ме прашаш. Абе, ајде, видиш шуга тала имаш. Види колку Јас сум бил толку сигурен. Абе, па деничите се гледа каква е. Па и таа како се вижи цялата. Здрава, Васина. Абе, види, нормални луѓе. Нездрави луѓе. Па Ива Александра Македонска тука што ми седи. Буке, фали Александра Македонска. Пар на годината, види, нормални луѓе. Нездрави, како 8 делено на 3, остаток. Сваќаш, многу е лесното. Целите даде, па и таму си има најмало ти. Абе, видите тоа што ставивме на стори? Да. Сунце па осмејне. Цела школа да зна. Да, како популарни Не звезди знам се. нека колку е било за фотошоп. Влада ми палчево какво слопавче, па и носо с бака најдам Не през. знаеш, луѓе што не ги знаме пишуваат за тоа. Сам дали Леле, како да се 5 звезди, еј, најс. принцеза клюности, стајле, па и дау, стало тела да се шминка. Мора. Айлайнер, джупа, леле, кога ги било. Дома се трагева земја од смејни. Не, знаеш, така кога има некои такви мора, тоа е тоа, мора. Абе, целите сувај отидени си. И тој би се за таквите се зуби. Како што се да тука прене? Ние сме елитата, што ма радва? Никога таму нека се Ги чисти, бе, ќе ги чисти. Што ти ги чисти? Не бирам, два ударко ми го кажу. Да, бе. Рафал Надал ќе ставам Ранел. Не се не вижда. Деле буки. Здраво. Знаеш што е сведен? Чао. Ей, не се ради. Абе, култура малце, чао. Колку од вас се разбра приказната, тие што ја разбравте, кренете рака. Дали другите не ја разбравте приказната? Дали нека може да ми кажа во една реченица што виде? Да видите дали сите еднакво ја разбравте приказната. Што видовте во нашата приказна? Има проблем? Кој виде проблем, нека ми кажа? Аха, неколку од вас видовте кој има проблем. Океј, супер. А дали видовте кој има проблем? Оваа приказна? Со кревање рака, ја видов дека некој тука има проблем. Ајде да видиме кој има проблем. Дали овие карактери тука имаат проблем? Не. Дали овие имаат проблем? Да. Овие 4 тука имаат проблем? Да. Каков проблем има овие? Слободно ми кажи ми, каков проблем видовте? Во форум театарот имаме за цел да ја активираме публиката, да видиме што таа размислува, затоа што ако го разбереме проблемот, ќе можеме да го придеме и да некако да го разрешиме. Денес ќе имате можност вие да споделите што вие ги направиле во оваа ситуација. Дали сметате дека тука нема проблем, овде има проблем? Або добро. Сите се во ист кош, сите имаат еднаков проблем овде? Или може би овие два карактери имаат проблем? Дали оваа случаја што ја видовте, на вас ви личи реално, дека се случува во секојдневниот живот во училиште? Кој смета дека е реално, дека дигна рака? Аха. Тоа значи дека вие сте сведоци некакви на вакви случаи? Ето затоа ја поканивме и сметаме што толку рад се дигнате дека оваа тема и тоа како е сериозна за да ја придеме. Бидејќи заради тоа што не зборуваме гласно и често за врсничкото насилство, затоа и толку често ни се случува. Дали сметате дека некој може да промени нашата приказна, доколку го промени своето однесување овде? Кој може да промени оваа ситуација?
Или можам, ако не ми кажете што мислите, тогаш можам да заклучам дека вие во секојдневниот живот сте во оваа пасивна улога, каде што не ве интересира ништо, зашто не сте лично засегнати, или мислите дека не можете ништо да направите. Видовме пасивен дел од обликата, од соучениците кои што не реагираат никако. Вие во вашите класови или во училиште воопшто реагирате во вакви ситуации или не? Да. Океј, тогаш очекувам да ни кажете како реагирате. Си застојане на класен раководител. Ке кажете на класен раководител? Да, дека има таква ситуација и после тоа ќе дојде до директори или до службата до кај да го води и ќе се реши можеби ситуацијата така. Еве една можност. Како да побараме помош во ситуација да има потреба. Многумина од нас од X причини не бараат помош. Друг начин како можете да помогнете за оваа ситуација да биде поинака? Може директно да разговарам с тие кои го вршат ексерциз. И по тоа веќе не помогне ретроактивно да се мене активно. Или што бидете во Да кажеме на родител. родителите? Да кажеме на поголем брат или сестра. Шала на страна. И тоа како се важни овие ресурси. Затоа што повеќе глави подобро размислуваат од една, уште повеќе ако е постар брат или сестра со по-долго искуство животно, дефинитивно дека имаме ресурс повеќе. Оти никој не спомни професор. Не знам, не знам. Исто на да правим еден телефон 40 минути. Што со тоа? Кога беше на час, не беше исто да се случи. Браво. Зашто мислиш така? Океј. Дали се случува понекогаш? Се согласувам. Дали се случува понекогаш кога и професорката, професорот и ученицата има некакво наследство? Дали сите ние возрастни еднакво реагираме на просичкото наследство? Некои реагираат, некои не реагираат, некои побрзо, некои побавно. Океј. И професорите, драги професори што ја поканивме, и вие сте дел од нашата приказна. И ние сите сме различни на различни пристапи. Всушност, моето искуство, не само со соработката со првата амбасада во светот не реши, ми укажува дека речиси нема училиште каде што нема различно наследство. Нема. Разликата е во тоа што во некои училишта се детектира брзо, некаде воопшто, и начинот на реагирање на справување со врсничкото наследство исто различен. Некаде има процедури, стандарди, точно знаат кога, како, што да применат како мерка. Некои не се снаоѓаат баш најдобро. Или не сите ние возрастни сме еднакво проактивни и делуваме еднакво. Ево сега, форум театрот, дојдовме до вториот чекор, го нуди следно. Ние ќе одиграме оваа приказна уште еднаш. Но, замислете се дека сте вие дел од овој клас. Но, не овде во овој дел од училницата, они нема да бидат менливи. Затоа што во реалниот живот, оние кои што го создаваат проблемот, не можеме туку така со волшебно стапче да направиме да исчезнат. Туку, ако сакаме да направиме некаква промена, ќе треба со нашето однесување да направиме со нов начин на комуникација, да направиме нова ситуација. Како да се заштитиме ние од наследство и како да ги заштитиме другите од наследство. Исто така, за сега нема да ја менуваме професорката, туку ќе видиме како вие реагирате кога ние возрастните не ги гледаме некои проблеми. Всушност, имаше ситуација кога професорката може би го виде проблем, само што помине покрај неја, кога влегуваше во училницата. И најчесто ние возрастните, особено вие професорите, доволно си ги знаете учениците во сите класови и знаете каква е прилика атмосферата. Многу често ние знаеме што се случува. Но, дали реагираме, дали сите реагираме, дали соодветно реагираме и тоа е исто така прашање. Значи, ја повторуваме приказната уште еднаш, ќе ја прекинете приказната во тој момент, само кренете рака и ви кажете стоп
кога сметате дека некој нешто може да направи, ама и треба да направи. Или кога вие би реагирате на друг начин, а не на овој пасивен. Затоа служи форум театарот. Како од пасивни наблюдувачи да станеме активни и како да ја менуваме ситуацијата. Ама не само тогаш кога ќе бидеме ние засегнати. И секогаш. Зошто? Зашто жртвите на врсничко насилство не се доволно моќни да се заштитат. Затоа тоа им се случува. Сега, ако им се даде поддршка од страна, тогаш работата може да биде ситуацијата многу поразлична. Дали ме разбрате која е вашата задача? Внимателно следете и прекинете приказата во моментот кога вие поинаку би реагирате. Доколку никој не каже стоп, тоа ќе можеме да заклучиме дека вие во вашите класови имате ваква атмосфера, сме пасивни, не реагираме, но веќе кажете дека не сте баш така. И баш сакам да го видам како изгледа. Можете да имате почеток? Абе, хело! Абе, кај сте бубаници? Еве, поздравете ми убаво човек. Некултурен. Немаш да ме поздравите. Јас сум човек. Може така. По-песен сум. Здраво, дечки. Абе, кај си? Шо пред? Село, седно нещо така. Шо бе, шо има ново? Абе, вчера шетам изглед. Трудам ще има ново. И најдеш, минем из кафиче ваму и огледам ова принцеза во нас. Кој бе, наш? Нашето да... Ле, и... Огледам кафе си, пие, цигари си, пуши. Абе, и сето, прво последен ги оговара. Абе, стоп! Стоп! Пардон? Кој како би реагирал? Јас мислам дека најголемиот проблем на нашиот процес е тоа оговарање и мислување на прикладни што другите околу нас не ги гледат, а поради тоа што ние ги прикажуваме во појачно светло, им правиме погрешна слика на другите да таа реши. Колку од вас се согласат со да? И тоа како? Ова е спаѓа во тоа социјално насилство, вербално насилство, во некој шири некакви гласини за насилство. Што може тука да се направи? Во овој момент, дали сметаш дека некој може да го промени? Да, мислам дека иако нешто тоа го видел, дека не треба да го пренесува на другите, дека треба да се го задржи за себе и ако смета дека тоа нешто не е во ред, дека треба да зборува со личноста, а не да Но не знае. Освен некој дека тоа е во ред. Кој треба да некој види? Некој случај мисли, сега, ја ви поканувам. Дали може вие, дори може и двете заедно, да видите, и тоа во тај форум театарот различно од секој ден, ако сте заедно, ги заменувате овие две соученички и пробајте да направите тоа и да реагирате. Што би кажете вие, во вашиот клас, можеме? Ево може в моментот кога почнуваат да оговараат, тука, од тој момент, супер, вие сте се седнале во училище, сте се дошле, а вие продолжите со вашето оговарање. Абе, моја принцеза вчера... Наша принцеза пие кафенце, седнат со сите девојчиња и сите од првот од последен ги оговара. Што го зборувате? Абе, за принцезата наша, човек. Царица е веќе остарена. Почна да оговара тетката. Кој тоа? Принцез бе, мамуши се. Ќе дојде сега. Да, абе, сега ќе видиме звездата. Актерка е. Не има име? Како беше? Цуци? Александра Трета Македонска. Не, правилно да има. Александра Трета Македонска. Абе, добро, Тина се вика и
Зашто така, зашто користи да поврнеш зборови? Не се погрни зборови. Јас сум многу искрен човек и јас вчера си го видов, леле како оговарам, многу интересен. Како Седнав бајка? вака, седнав вака и леле, види ме како право перикасти човека си. Буквално е таков исти. Исти! Здраво, друштво! Здраво, здраво! Зашто не пробаш да зборуваш со него? Па не другар, че немам цело време се Вам ние се шалиме со со него, тој не реагира. Дори интересно му е. Да. Знае дека се шалим и он се шали. Свесен си дека тоа него... Еве, доаѓа. Еве звездата. Свесен си дека доколку он тоа го слуша дека ќе го повреди? Он го знае, не, Да. најдобри другари сме. Не, много е срамежно. Не ќе разговарам. Срамежно. Ако веќе сте најдобри другари, треба да разговараш со него. Па разговараме, бе, принцес. Ај, гледаш, се срами, се плаши, знаеш. Не се срами, туку исплашен е повреда на картата. Принцес, извини, душа моја. Извини, ја не ќе вдома повредам. Ај, клеј се таму, јас си правам много брат ми, осли тебе не ми се мешаш у Не живота. да тој е Не ми принцесата. да си Окей, стоп. Ајде да видиме што се случи. Дали сте задоволни од вашата реакција, дали успеавте во нешто да промените? Мислам дека не. Не, а зошто? Пати не ги разбира работите на таков начин. Окей, фала ви многу. Кој од вас смета дека нешто се промени по нашата природа и да биде така? Ништо не се промени? Окей, повеќе. Ја мислам дека се промени во однос на само до вербата на учењето како и да се века. Мислам дека тој конечно почувствува дека има подршка од останатите ученици, дека има некој кој стои на платот на тие кои го вршат на средство. И тоа како се промени? Не е се едно дали дете ќе биде солидарен со класот, дали ќе имаш подршка барем од еден, и дали немаш подршка од ниту еден. Особено што овде имавме подршка од само, и тоа имате го предвид, од оние учесници тука, скоро половината му даде подршка. Доколку дојдеа другите, доколку овој разговор се случеше на одмор, додека се цел клас тука, може да има и поина повеќе. Замислете, ако тука беа и другите присутни, им дадува подршка на двете соученици. Дали тогаш имаше поголема промена? Што мислите? Сега, доколку тоа беше организирано со другите, ако вие дојдете и ги организирате другите, и заеднички пробавте да делувате, ќе беше различно. Сега да видите тоа, како изгледа. Видите како изгледа тоа во реално, дали театарот и овој театар ги возможува да видите сведоци на одредена ситуација. Дали имате предлог, или ако имаме уште некој од вас да излезе, дури не мора нашите актери да соберете се 5 души од вас, или колку сакате, и влезете на овој дел од сцената. И организирате се како тоа биде направено заедно во вас. Само предупредувам, сите начини на комуникација во форум театар се дозволени, освен насилство. Значи, барем во наша комуникација. Имаме ли неколку од вас доброволци кои ќе се организираат и ќе се спротивстават на оваа група соученици? И го правите тоа што вие ќе го договорите. Ќе се договорите тука, имате една минута за договор и постапувате. Дали една? Вие може 10 секунди, дали имаме? Имам после тоа Б варијанта. Имаме! Доколку имавме план Б, ама среќа што не го употребивме и најчесто не го употребуваме. Повелете го се вашите места. И тоа што ти кажувам од... Околу театрот, секој се може на сцена, има кратко време да се договорат како ќе постапат во таа ситуација. Или ќе дојдат договорени. Ама ова се случува во реалност. Ако
Во класовите имаме соученици кои што имаат лидерски дух, кои што имаат проактивно одесување. Они дали ќе се договорат на одмор, дали некаде во кафич кога си одат на шетање, они може да направат добар план да се подготват за нивната реакција утре. Некогаш делуваме неорганизирано, индивидуално, видовме како тоа изгледа, кога сме сами. Сега ќе видиме како тоа изгледа кога да речеме тие две сте ги организирале цел пас. При тоа, нашите актери, двајцата антагонисти, кои што се главни проблемникери, они немаат појма што се случува сега. Не се организирано. Кај се се да? Види има нов чал, видиш е. А чекай за дали некој сте се ставиле вие на негово место да видите какво е неговото чувство кога вие ова го правите? А видете го овој со кафа во овде како изгледа, како некој да се обиде. Бред пита дали е експрес. Ама ти знае рекорд покасо, За момент видовте како изгледа. Па се зафркаваме, се шалиме. Ние со, не си ние со, не? Да. И бисебно. За нас гаство. А свесни сте дека не постои зафрканција или шала, туку сето таа е вистина дадена преку некоја игра на зборови? Он знае да се забркаваш со нечии чувства. Не се зафркавам со нечии чувства. Јас си го живеам животот, си го правам животот. А како тоа си живееш? Се зафркавам и си се смешкам. И си го правим во животот. Ама гледа се да се смее. Да, се зафркавам и Се смее ли тој? Он слишум се смее. Ама не се смее. Сам му е да го Ама отвори ги очите. Ама му е задоволство. Сам да го покаже тоа вече. А овие сега имаме да прашање. Дали сметате дека нешто се промени? Дали вие сметате дека нешто се промени? Ја мислам да. Да? Ајде да видиме што вика публиката. Дали вие сметате дека нешто се промени? Што се промени? Мислам дека почувствува како да се повредени. Ние да се промени. Наеднаш, овие два карактери се забрави. Не се дело приказано. Се пренасочи комуникацијата кон група на соученици и дали беа еднакво насилни како со нив двајца? Не може да бидат еднакво насилни, зашто ги има повеќе на број. Они не се спремни на ваква интервенција. Не се навикнати. Зашто е направена таква клима, која што е за нив комфортна зона, безбедни се они. Сите молчат, они се доминантни, они може да прават што сакаат. Другите им го дозволуваат тоа. Се додека другите не ја преземат контролата во гласот. Сега може да разговараме дали доколку нив ги ставиме во улога на жртви, тоа може да биде добро. Што мислите вие? Да им го вратиме со иста мера, она што они го прават на жртвите. Што мислите тоа? Какви последици може тоа да постигне? Многу често се случува кога се менуваат улогите на жртвата и на насилникот. Оно што го врши на случува. Многу често. Овде за момент видовме. Следика што после објаснивте дека тоа го направивте колку само да се почувствуваат како тоа изгледа. Арнама може да имаме па и друга реакција од таа. Погодиме 20-та од двете страни го вика to fight. Тоа обавезно завршува со некаква губитничка варијанта. Замислете ако на тоа одговореа по-жестоко и агресивно, тоа што имавте дека може би и физичка пресмрт. Не знае. Затоа што и тие не знаат како ќе реагираат кога ќе бидат лично нападнати и засегнати. Нивната цел е да бидат доминантни, да останат доминантни. Арно ми се дендица тоа што цело време држа комуникацијата фокусирана кон нив. Се заборавија другите. А во исто време тие добија поддршка. Има самодоверба. Така да и тоа како повидовме различна ситуација. Сега само за момент, доколку дојде професорката, они остануваат во својата улога. Вие како ќе реагиравте? Со кого? Со професорката? Може да го видиме тоа? Си продолжуваме.
Не, најубава си. Много шален. Čekaj, ne, namistam je kapata, vidiš Ljuba, šarmantni tako, čekaj da mu stegam da ne naspili tako. Najprije ostali, ostali. Abe, ne se šali me nije čaj, daj mi bilo čaj, čekaj da mi stavim. Ljele, vidiš ovo je Ljubav, ljele. Abe, ne ideš, abe, sakaš. Dobar dен, učenici. Dobar, profesor. Прво мислите дека од тие да водат мината проблемот? Тишина. Што е ова недисциплина на мој час? Не е дисциплина, проблем да решиме. Тишина. Се случува тука професор, ке може нешто да кажа. Професор, Дежурен. 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 Професор, навистина ли не овие? Тишина. Не, нема да биде тишина дека не го видите проблемот. Ученици, тишина, какво е ова однесување на мојот час? А какво е ова тука? Тино, кој е одсутен? Nema nikoj profesor. Само не ги баш давате професор ке. Тино, кој е одсутен? Нема одсутен. Јован. кажи ги. Ние Nema. Ја треба што ја правам. Поставете нешто малку. Да, видовте наследство, како? Ние, наследство гледаме цело ред. Сега се случи одговор на вербалното наследство со вербално, со закон. И те трасно вербално. Сите вие сте помислиле на различни работи кога се надрилат. Кога ви се превртуваше луѓето, тогаш ви доаѓа многу мисли. Па дури кога се превртуваше на краста. Ама, много е важно тоа ќе кажеш. И сега не е битно, не се фокусираме на тоа, да ти кажам, јави мојот распал, може само влинат да си помислам, ама не е мојот распал. И сега, што се случи сега? Се промени нешто? Што? Па видовме реалната ситуација како некои професори реагира. Била днес за млада се проблем. Да, тоа имало секој ден бил живот по училиштата? Да. Има професори што не приметувале дека нешто се случува во класот? Приметуваат на здраво дека така, не приметуваат. Аха. Професори не веруваме тоа. Океј, шала. Ајде вака да видиме сега. Имате уште една минута да направите максимум за да ги отворите очите на нашата професорка, која што гледа општа дисциплина, не може да се одржи часот. Значи, што би направили? А тоа да биде видливо, јасно и да нема избор професорката. Можеме? Во ред, ги запишав одсутните. Денеска ќе почнеме со лекција. А професорка, извинете, можам да ве прашам нешто? Да, повели. Свесна сте некогаш дека воспитната компонента во образованието е многу поважна од она образовната? Да, и вакво однесување не ми е потребно моментално на часот. Па може би и вие не сте потребна на системот во моментот. Ваква ситуација утре. Ја системот и вика педагогот може што ќе му каже. Няма право да се противим, кога се трудно ги знаеш, може да поцелите си ги. Но оценки на разрешение. Океј.
Некој може би реагирал, макар имаме ние многу по-страшни реагирања од страна на ученици кон професори, да бидеме јавни. Симере, ние насилно однесуваме и кон професори, јас сум кревасна на таму каде што јас одам го имало и тоа профили. Но сакам да кажам едно, дека конфронтација на овој начин не знам дали ќе побуди размислување кај професорката и само анализа или да се поправи, нали ќе допре ученикот да не изе, или може би уште повеќе ќе стави во ров. Ти на мене. Шо рече? Супер. Ајде стани да те видам. Предходната лекција колку ја знаеш. И тоа може да оди во ти комуникација до недоглед, во покажување на моки. Јас сакам да видам нешто друго. А тоа ќе го видиме сега. Која е мокта да се спротивставите, а при тоа да не испаднете вие дека провоцирате, дека со мускули сакате да донесете промена. Еден предлог. Добро само станете горе. Само станете горе вие, само вие, вашата група. Станете. Дали се бележувате физички? Каква е разликата од аспект на моќ? Некој седи, некој стои. Дали смеете дека она ќе пропушти во нејзината перцепција дека има нешто ново во ученицата? Не за вака час не почнува. Се знае кој ќе стане, тој ќе биде повикан, ако се дежурен ќе станеш. Ако не, нема зашто да стои пола клас. Од оваа положба, која ќе каже еден професорке, сакаме да не слушнете, тоа ќе видите дека се множина. Нема проблем, нема конфронтација со еден ученик. Доколку на овој начин се обратите кон професорката. И кога еден зборува и да има подршка од другите, ситуацијата ќе биде сосема поинака. Не може да ги негира, не може да се прави дека не ги приметува. Зашо? Ова е веќе друга ситуација. Дали се гласувате? И сега кога веќе станавте горе, што мислите? Каков одговор ќе добиете днес? Ќе не слушам. Ќе ги слушам професорка? Ајде да видам што имате да кажете. Професорки, ние денеска решивме дека ако вие не ни слушате нас за нашите проблеми, дека ние денеска ќе го бойкотираме часот и ќе се испаднеме. И нема да можете да не пријавите кај службата. Ај потргнете се на таблата да гледам крај. Да, Ученици, седнете си на местата. Нема да седнеме. Не седнете, потргнете се. Седнете на местата, ќе бидете запишани. Нема да седнеме и ќе одиме кај директорот. Додека не се реши овој проблем. Ајде да ве видам. Тино, стани, кажи ми кои се сега се овие да ги запишам. Нема професорки. Дали знаете дека ако ставите неоправдано? Ако ставите неоправдано, Стоп. Што се случи? Имаме професора која може би реагира на овој начин. И не сакам да кажам дека професори сите се вакви. Дека вакви сите професори вака реагираат. Апсолутно не. Зашто во нашата пракса ние се годинно се трудуваме професори и тоа како си ја вршат својата работа. Добро. Јас ви благодарам многу. Еден аплауз за тоа. Се радам дека во оваква ситуација кога ќе барате помош таму каде што овде се исполнети ресурсите, не дојдат до тоа што сакат. Се радам дека клучната служба би помогнала. Што мислите вие? Дали во оваа ситуација пола клас доаѓа и клучна служба или директор, дали тоа би имало некаква полза? Да. И тоа како? Дефинитивно. И уште ако згола се информирани за родителите, дефинитивно дека ќе имаме зашто да разговараме кај стручната служба. И не верувам дека било која стручна служба или класен раководител или било кој професор би игнорирал вака видлива ситуација. Така, сега дали препознате друг вид на насилство во нашата приказна, што него начинат на го него допрати. Cyberbullying. Што мислите за тоа? Се случува ли она? Да. Кои се дека се случува да види рака? Окей. Организатор за рака видење рака нешто. Ова видење рака него како да чекам другите да видење рака или не, а да дигнам рака и окей. Тоа ми е многу важно да знаеш што мислиш, да имаш состав и ако се согласуваш, вака да се согласуваш. Ако не се согласуваш, вака да се согласуваш. Окей. Што
Што вие можете да направите во cyberbullying, да речеме, сте го прочитале тоа што било споделено на социјалните мрежи. Секојдневно гледаме ние вербално насилство, говор на омраза на социјалните мрежи, ама не секој реагира. Вие реагирате? Добро. Океј, вие што реагирате? Како реагирате? Дали е можно вие да имате влијание на социјалните мрежи, кога знаете дека тоа е една таква машинерија која што мисла дека тешко се контролира? Немате можност за влијание ни за тоа? Кој смета дека има можност за влијание, дека дигне рака? Драго ми е, неколку раз. Како може да влијае? Например, со помош на родителите, можеме да контактираме со поголемиот брат, да ни објасни, да кажеме како време да поставиме, да кажеме на класниот руководител, на стручната служба или кај директор со помош на можеме со помош на службата и со класниот руководител. Ова е единиот начин, како да користите ресурсите во блиските родни. Мајка, татко, брат, сестра, најмало стручна служба, класниот руководител, директор. Друг ресурс кој имате да ставате? Коментар е за тоа што ако барем на Facebook има оваа опција и ако видите некој коментар за нечија слика, може да поднесете барем телефон и во најмала рака тој коментар ќе биде измештен. Што мислите за ова? Дали е тоа возможно? Да, значи имало други решенија. Дали сметате дека и тоа е возможно? А да е возможно и да се организираш нека група, која да стане да го направи тоа возможно и да функционира. Од кога зависи дали ќе се организират и колкава група ќе биде? Од самиот тој што ќе почне. Ако ние ги правиме мобилите за проблемите, како во кафичи, како што беше тука оговараме и така натаму, и тука ништо не прави, само го разговараме со шефење, немаме проблем. Ама ако се организирате како што вие сега се организирате тука, ќе видите дека како може да има проблем. Толку луѓе се доволно, супер, не се распрашаме. Толку ќе се собере. Ако треба дупло повеќе ќе се собереме и ќе пратиме во школа. Возможно ли не? Треба многу време, пари и ресурси? Што треба? Одлука и за супер рака. Кој? Ако повеќе души се договориме да го ремонтираме, коментарот ќе биде избришен, но мора да значи дека нема некој повтор да пала коментира. Дали може и друг профил да направи да пала продолжи неговиот менталитет нема да се промени. Треба на него и лично некој да му свободи. Океј, добро. Ајде да го кажам, јас може ќе ви покажам тоа. Океј. Значи тога не можеме да го свежиме ширење, не може да ширење на било тој коментар. Добро, фала. Што мислите за полиција? Кој смета дека и полицијата е во некои ситуации добар ресурс? Нека видиме. Океј. Ова е можност ако денеска да учите да некои работи, дека во некои прашања имате доста време. Ама 120 колку сме тука, размислуваат повеќе колку една глава, индивидуално маса. Полицијата и тоа како е ресурс. Имаме одделение за малолетничка правда и они работат баш на оваа проблематика. Имаме чисто IT дел по полицијата, што се говори за cyberbullying или за електронскиот криминал. Имаме ситуации кои се везани шеги и така ги гледаме, а може да донесат многу големи последици. Ако знаеме кои се можните последици и тоа како сериозно ќе му пристапиме на проблема. Арно многу често ние на таквите коментари, кога имаме cyberbullying, ние не го поддржуваме булингот, ама доволно да ставиме лайк. Тоа е апсолутно поддржување на тој коментар и тој пост. И кога те прашаме некој зашто лајкнал, абе слизај, шалаш. Не, тоа се учештишко во насилство. Тоа е? Мислам дека не сакаш да напредува, ние се мотивираме да го
Најчесто, како што кажа, жртвите се многу понемоцни да реагираат незабавно, ама затоа се под другите во една поголовна ситуација. Дали чекаме ние да бидеме жртва, па ние да реагираме, зашто тоа ќе констатираме дека е тешко да се реагира, па си сами да си жртва. И се може да треба подршка од другите. Таа жртва има свој ред, има свој карактер, може да се користиме тешко. Тоа што треба да ме кажем, кои се потенцијалните жртви на вртничко насилство? Што мислите? Како? Интровертни? По-повечени? Од било кои причини по-повечени? Може да немотивни, може да имаат слаба самоодбрана, се уплашени, имаат минато кое што им покажало дека треба да бидат трпени, кротки. Имаат можеби други проблеми, немаат отворена комуникација, не могат да се пожелат да погарат помош дома во своето семејство. Ама едно е важно, да не се доволно блокини, да се протистават. И сега имаше еден мал коментар, дали можеме да индивидуално да влијаеме. Јас ќе ви кажам како ја влијам, и барам се трудам. Не знам дали вие го потребувате тоа. На мојот профил нема шанси да напишеш нешто, а при тоа да немаш одговор. Ако е тоа насилство, ако е тоа говор на омраза, реагираш. Без разлика колку сме блиски јас и ти. Дури него ни бришам коментарот, за да се види трага од твој срам. Да го прочитаат сите. А многу често во такви ситуации луѓе сами се ги бришат срамот. Ама доколку ние повеќе окей, ви благодарам што бевте дел од нас. Другата приказна ќе ја раскажа тука вашите случаи. И сум забележал во моето искуство, кога еден коментира и се спротивставува на нешто што не е дозволено, луѓето се охрабрени и продолжуваат со нивната реакција. Тогаш на социјалните мрежи се доаѓа до оваа ситуација. Имаме веќе баланс на моќта, каде што се прави критична маса која реагира, за разлика од предходниот случај кога малцинството прави што сака. Тоа и тоа како прави промени, сум сведок на многу ситуации, тоа веќе ми стана многу интересно, како појава да го анализирам, како луѓето понекогаш и често си ги бришат своите коментари. Може нема да се извини, ама ќе пази што пишува. Во овој случај јавна особа, да речеме, сте информирани? Никој, освен професорка, не го пријави случајот, иако беа неколку илјади динара. Што значи тоа? За нивната индивидуална неодговорност. А таму имало многу возрастни луѓе. Доколку некој пријавил во МВР, тоа би сопрело веднаш и немало да има толку последици. И затоа, и тоа како сметам дека секој од вас има доволно моќ да реагира во било која ситуација. И да не биде пасивен наблюдувач, како во публика во класичниот театар, туку да биде наблюдувач активен како во форум театар. Да не дозволиш да оставиш со рацете тука, во кулачите, се правиш дека не гледаш, да си замериш да се ганчиш. А уште полошо, ако лајкаш. Друг вид на насилство да забележам тука во оваа приказна. Имавме снимање с телефон. Имавме таков сејт кој што апсолутно не знам кој е пострашен, дали тој што го прави насилството или тој што го снима за после да го постира. Да го живи, да види тоа уште по пространо. Сега, јас ќе предложам, ви благодарам на аплаузова група. Да видите следната приказна, се случила изненада во клас. И на истиот начин. Нема да играме два пати, ќе покажеме само еднаш. И јас ќе ве замолам. Во првиот момент, кога сметате дека некој нешто треба да направи, треба да реагира,
За да ја промени оваа ситуација. Само кажете стоп или не да вака. Океј? Здраво, како си? Добро ли? Добро е ти? Да ти кажам, многу сум уморен, учам за тестот и ама имам нешто нејасно, па ако можеш ти да ми објасниш, имам некои вежби, сега ќе ти покажам. О, дека како? Здраво. А тоа со збрчињето ти имаш? Вчера, онака сидиме на кафенце. Кај се, Петар? Добар си. Како си, бе? Арен? Дова бубаница е само учам не учи. Уште пред да почне часот. Здраво. Како си? Добро ти? Да ти кажам, учев цела вечер за тестот и... Што е каков тест? Англиски тест имаме денеска. Што зборите, бе, не се 12 минути? Дај, кулирајте малце, само учите, малце живот. Денеска правиме тест. Што? Професорке, каков тест? Што е ова? Ајде, ова не закажани тестови, како ова? Ние треба се одиме. Не ме интересира тишина. Онака се сусите петки. Шо е ти таткото министерство, па? За нас? Тишина! Мирни сме, мирни. Нема нека, стоп. Ако може да сме професорката. Многу луѓе дојдоа во средина и тоа вака били промена. Многу би сакал тоа да го имам тоа волшебно ставче. Ама во форум театарот го имам. Како да го променим однесувањето на професорката, предпоставам сакаш да ги откриш очите? Не, да бидам на нејзино место. Да реагираш подобро нејзо, така? Сега, она ми е таква каква што е, она не гледа што се случува. Не приметува. Може како мене, дометот ти е до 4 метри. Понатаму не гледа. И тоа може да е исто оправдано. Ама, не е така. Ние не сакаме да го подобриш видот на професорката, ама сакаме мајндсетот да го смениш. Одговорноста да ја разделиш. Како ќе го направиш тоа? Од оваа улога. Бидејќи предпоставувам ти си ученик, така? Не си професор. Имам ја идеја после како може бурно на професор да ја кажеш на професорка. Професор, Во колега. за ученик да ми кажете. Професор. Може да собереш екипа од тука, како професор, кој што учениците нешто ти кажат, направи приказна како може да е професор да реагира овде. Може? Добро, да продолжуваме. Продолжуваме преш на страна. Абе, дај ми пенкало. Тишина! Некој пенкало. Професорке, Тишина не ме интересира! Не сте во градинка! Ја претера. Имате уште 5 минути. Стоп! Кој е за стоп? Смятам дека и другите ученици треба да кажат нешто, бидејќи они гледаат дека му го земаат тестот на нивниот ученик и тие да реагираат. Тие не реагираат. Затоа викавме вас да видим дали тие реагираат во оваа ситуација. Значење на другите деца да реагираат поради тоа што мислат дека сега
koji se sprotistavam na profesorkата, ki me mrazi kriminalna оценка. Дали ти си се плашила кој разказ? Сум била во ситуација да не сум кажала, бидејќи ми било страх мене што би ме сјавило. Сакаш да пробаш заедно вие двајца да го кажете се тука? Тука нема единица да имаш, нема последици да имаш. Тука е безвредна ситуација. Дали може двајцата? Било кој од вас реагира и на подешка од Еви, така никога две слободни места во втора клуба. Пред да му го земе тесто. Пред да му го земе? Да. Пред 5 минути. Подашки од соучениците. Добро. Тишина, ученици! Мирни сме. Професорка цело време препишува од мене. Преска се врти професорка Само сакате тесто да го одложите. Така е, професорки, јас сакам. Не можам да си го решам. Професорке, зборам. Осе ние сме криви. Секогаш ние. Професорке, Професорки цело време препишува. не препишувам. Само сакате тесто да го одложите. Не го става тето да го решал. Ја тука не гледам проблем. Може ли да внимавате малце да гледате што се случува? Внимавам доволно на Дај свој нема да ни час. заврши ова што е време, не седи доле. Седнете на своите места. Ние няма да го направиме тесто, доколку оваа ситуација нема да се случи. Која ситуација? Не му дозволуваат да прави тест. Точно, професорки се согласни. А они нашто не ни дозволуваат биде да сега кратите време. Вие препишувате. Вие барате проблемот и не сте учили. Сами си прават проблем, професор. Така, да. Додиме да поставиме престапи, да одиме во стручна служба. Слободно. Океј, стоп. Што се случи тука? Додавате бесплатно, имате единици и после што очекувате? Немаме единици. Немаме единици. Аха. Добро. На што ќе се жалите? Кого ќе го повикате на одговорност? Професорката ви му сметаше на соученик? Да, но таа не реагира. Океј. Очекувате поддршка од цивилна служба? Дали се личност, дали нејзе няма да биде га или пак она сака да преземе нешто. Што мислите? Дали ово окей за вас, ќе промени нашата приказна? Со крејање. Малку рација на кренати? Добро. Окей, фала ви многу. А дали се промени нешто во нашата приказна во класот? Не. Да, јас мислам дека се промени зашто и другите девојчиња реагираат. Ставете се во очевидите на соученикот кој што имаше проблем. Он веќе не се чувствува сам, он не се конфронтираше, некои други го бранеа се конфронтира за него. Некои застана на негова страна. А зборевме претходно дека таквите деца во улога на жртва немаат баш висока самодоверба. Во овој момент самодовербата расте, заедно со поддршка од другите. Тогаш предпоставуваме дека колку посилна самодоверба во класот кај сите поединци, толку помала можност има некој друг да биде на тоа место како соученик. И сега, вие отишли понатаму или нешто друго би се случило, доколку не реагирате како што реагирате. Тишина! На свои места! Професорки, Тишина! Ученици имате уште 5 минути. Еве, сака? Аха, тука.
Отпочвай. А може да останем на крај да видиме дали ќе има тука... Може. Јас знам дека ви е реагирате. А оние кои што биле во протест на форум театар, нема шанси да не реагираат во ситуација. Мојот живот ми го промени форум театарот пред 20 години. Кога видов дека и тоа како имаш обврска да бидеш одговорен. Многу побаво ќе спиеш, а како проактивен може би имаш многу динамичен живот. Ама многу побаво. Како положуваме? Ученици, имате уште 5 минути. Ученици, часот е завршен. Тешко беше, но успеше. Сакаш па за тебе да биде тешко? До гледање, ученици. Ајде, нови. Ајде, звонеш. Заврши за вас. Ајде. Како се дете? Ти, за тебе не важи одморот. Ама зашто да га прави? Што зашто? Да си гледа представа. Ајде да си гледаш представа. Вака се договоривме, бе? Не, на почетокот на час. Да, ќе ти кажам. Еве, видовме колку ми кажа, пак имам кец ради тебе. Нели си учел преска на почеток на час, Знаеш што се случи прошлиот пат на другарите? Сакаш да бидеш другарите? Ова му се случи на другарите. Дали ова е реално се случува по некој училиштата? Да, тој е. Што можеше да направи тоа делуче другите да тоа не е инцидентна ситуација во класот, кога се случува често. Доволно често за да се реагира. Ако имала сила, ако имала самодоверба, храброст, таа соученичка ми направила нешто повеќе. Парно на пробала. Многу често ние пробуваме и гледаме дека не е баш така лесно да се откажуваме. Впрочем, тоа го видевме во форум театар денес. Имавме неколку проби да промениме нешто, не ни успеа. Парно тоа не треба да ме обесхрабрува, туку тоа треба да ме поттика да размислиме дома што друго ни стои на располагање, за да го искористиме. Кога не можеме сами, со кого да споделиме, кого да бараме помош. Како што вие сами да кажавте со учениците. Така да и тука може да се случи на истото од претходно. Како да се организираат учениците во оваква ситуација. Како да реагираат за време на тестот, како да реагираат за време на одмор, како да реагираат на класен час. Предпоставам дека класен час е добро место за разговарање за вакви проблеми. Да? Имате можност на класен час да разговарате? Да. Го користите класниот час за тоа? Да. А што видовме ке професорката? Преска имавме проблем, затоа што професорката беше отсутна. Случајно се случило телефонски разговор. Знам дека тоа не е често. Ама професорката беше тука цело време будна. И едноставно не сака да реагира. Од крајна, ако да тој не изеш од кината, може да дојде и рече кој си ти стреми да го задаваш. Вие да покаже дека едете на министр таму и парки обекти, тоа тука многу често се преценува. Јас сум на војска си на тој. Го има тоа пред? Да. Не бе. Само сега на министри, ама... Наставничката некаде спаѓа конфликти со учениците, бидејќи наставничката им дала тест за тоа, они да не прават конспекти, да не пропишуваат. Дали може би професорите од вас има него да каже нешто? Може би оваа приказна е нереално направена, може би ги покажува професорите во лошо светло. Иако форум театарот не служи
за да кажеме колку добри професори има. Форум театарот обработува проблемни ситуации. Затоа е ставено некој професор кој што можеби и тоа е како изваден од секојдневието како постоечки карактер, кој што не води сметка за овие проблеми. Може би подруга би бил настанат ако професорката усно ги испраша учениците. Да, во програмата мора да биде писана. Океј, дали сега може да ни покажеш како всушност професорката или ти како професор би го решил ова? Може? Хајде, бе, ласт. Почнува тестот, да се... Лево е професорката. Лево е професорката. Ти ќе бидеш професор? Шемата ме разбира. Добар ден, ученици. Добар ден. Денес правим тест. Што е професор? Каков тест, професоре? Што е ова? Кој е ова неави? Што е ова? Дај нам се зајдеши да И па не ми предаде, може тесено? Не може. Професор, не ми го прави. Не ми го прави. не мислам. Ако некој од учениците слободно. Абе, има некој пенкало? Абе, пенкало. Прекини. Што не направи професор? Прекините да задеват ученик. Кој е ученик? Тој Не сум направил ништо. си направи. Без препишување. Телефоните се на час забранети. Марија, тебе ти зборам телефоните забранети на час. Ти дојде родител ќе го зема. Не сме да го взимате телефонот. На мој час ја кажам че. Ама негов си. Кој сте вие? Англиски јазик. Ашта бе. Зашто? А професорът си има право на образование да... Дојде родител. Видиш? Среди ме јај. Со вас. Жалам кај класната да знаеш. Жалете се. Се виж со татко ми. Важно. Стоп! Дај ми се промени. Што се промени? Професор е учениците. Законот према наставникот и према ученикот. Океј, ние не знаеме, не можеме да го контролираме досегањето на дел од учениците, ама сега ни е фокус професорот. Дали професорот покажа поинакво однесување? Какво однесување? Покажа. Контрола, вејакна контрола. Дали приметивте дека оваа соученичка, овој карактер, не успеа многу во својата задача претходно? Беше спречена да му го зима тестот, да го закача, да стане од столче и така натаму. Тоа значи дека не треба многу на часот за да се има контрола. Доволно е само да си тука присутен да гледаш ситуацијата. И уште повеќе имавме една многу интересна случка минатиот пат во Скопје во кинотека со едно училиште каде што инспекторка по малолетничка деликвенција, од одделот за превенција, со униформа влезе во ногата на професорот да го сегати. И она шеташе низ класот, беше многу позитивна, спремна да им помогне и застана баш таму каде што види дека има некаков проблем. Немаше проблем. Значи, тие не може да го направат тоа што сака да го направат. Беше многу дури интересно. Во еден момент кажа нашиот соученик вика,
Професор винако полицајците ми на глава. Да. Ако сакаш да имаш добра контрола, понекогаш ќе треба да шетаме да видиме поблиску ситуацијата. Значи, уште еднаш сакам да потврдам. Професори, ние не сакаме да кажеме дека сите сте вакви. Не. Имаме професори, кои се прекрасни, супер се во својата работа. Ама знаеме дека, добро знаеме дека сите во едно училиште, како што ги знаеме проблематичните деца со проблематично однесување, исто така знаеме дека на конкретни класови се случува нешто различно. Истиот клас може да има апсолутно различна дисциплина со некој професор, а со друг професор овој клас да не можеме да го препознаеме. Што мислите вие тоа? Дали тоа Професорите да ги слушнеме ако може, прашајте ги. Да? Професорите да ги слушнеме. Подневните на всеки изпрашувам. Број 10. Мене ми е важно вие што мислите сите заедно. Дали сметате дека еден ист клас може да има различна атмосфера кај различни професори? Да. Истиот клас да биде ваков бунтовен со проблеми, со врсничко насилство и се, а на друг час да биде не знам мирен. За мене што е мирно дете е малце не може да годе да со точно мислење на мирно, или го слушам збор умно дете. Тоа го нема мојот да речи и не го разберам што е умно. Ако ме подсетува на еден друг збор, адаптирано дете, уплашено, кој што мора да седи војничи. Сега, јас зборувам за оние ученици кои што си се окей на час, сконцентрирани, слободни, без страх и така натаму. Значи, кој има тоа? Се трансформира класот, така? Не само што вие, не само што еден клас може да се однесува поразлично на различни часови, туку и вие врз оценките. Например, доколку на еден час се многу мирни децата и ја слушаат наставата и професорот ги разбира, разговара со нив, дури и оценките им се подобруваат. А на некои часови каде што и професорите будат и наед со децата, тогаш и оценките Окей. Рака? Повели? Може да споделам моје мислење? Да, сега. Ништо лично, како фигура, како професор. Мислам дека ова авторитетивно поставување на професорот излезе надвор, не ми е гајле, дај ми го тестот и сето тоа. Мислам дека кај насилникот нема да донесе некоја промена и утре после часови пак ние ќе му вршиме насилство на него. Односно, да, на часот може ние нема да може да правиме многу глупости, меѓутоа ако ќе дојде одмор, ние пак ќе му се дереме на... Значи, од тој аспект не е решен. Да. Добро, повели? Јас се тоа ќе пријав служба. Аха, имаме чека плюс, кој што не беше да го кажам. Значи, од часот одиме пред службата, класен раководител, телефон, превишување, вакво однесување. Аха, окей. Веќе имаме целосната слика. Прво да го испратиме, фала многу за тоа што ни кажува дека децата бараат граници. Децата бараат контрола на ситуација. Колку и да они сака да бидат слободни. Не, на секој од нас ни треба граници и контрола. Рака има како? Повели? Не само што постојат професори кои се поставуваат авторитетивно во однос на учениците, има и професори кои самите се насилници, со тоа ги поттикнуваат и останатите. Јас сум била сведок како професор на ученик од друга заедница, на девојче од друга заедница, има речено, е супер, да го завршиш девето и после тоа да мажина. Ова не само што влија негативно за психиката на детето, што треба да влезе да се развива и оди во следно и да мисли за својата иднина, ова само ги охрабрува останатите насилници во класот, кои и можеби да тогаш не се истакнаа, веќе се истакнат подоцна, и ова може да ги охрабрува само, за да на некој начин професорката со ова однесување може да ги поттикне. Видете ова што јас го правам, окей. Окей е да му речеш на некој дека после девето одделение ќе го омажиш. Окей е да му покажеш дека ти си посилен од него и дека он тебе ништо не може да ти направи. И може би во тоа некогаш се крие проблемот. Дес не е некогаш само во децата. Некогаш децата, ако не директно, тогаш индиректно се поттикнати од професори.
Јас сум искрен дека лекот за овој проблем не треба да го бараме ако ги менуваме улогите само на професори, само на ученици, туку лекот е на сите профили на луѓе што сте ги викнале во оваа просторија, не знам, професори, ученици, просветни работници, инспектори, бидејќи ако тој ланец функционира перфектно, тогаш нема да постои проблем. А и ова на некој начин интерен проблем на училиштето, ова не треба да го решаваат да речеме на некој начин на владени организации, ова треба да го решаваат самите училишта, ова не имам проблем. Зашто секогаш оние кои покажуваат дека во училиштето има проблеми се на владени организации, зашто не се вработени во училиштата? Па да може на вработени да го решат. Епа, и тоа е уште еден проблем. Многу се добре да размислувате сами за тоа. Да, povedете? Некоја да биде проблеми не може да биде решен, бидејќи институциите кои се катат до стручната служба, тие само можат изговори за они да искаме да прави да не се вмеша родител на ученик и нема да се реши. Последна година ми 9 или 4 година, ај вклучените ми дојче ќе ги трчим уште 2-3 месеци и ќе се заминат пред шестото училиште. Да. И ќе го кажам проблемот, ама има директори, педагози, што го... Исто така, некои луѓе што се со посебни потреби, ние треба да му помагаме, а не да му одмагаме, да не го вреѓаме, да не го навредуваме со вулгарни зборови и да не постапуваме со мање на лошо место, на многу различни места што не сме оно, бидејќи е така роден и треба да постапиме многу подобро, а да не постапиме многу лошо, бидејќи тоа може да биде многу лошо, а тоа не го разбира. Кога треба да му го направиш животот да го биде добар, да му честиш повеќе, а треба да му објасниш по-ово и по-презрено. Ученикот се понаша лошо спрема наставникот на часот, ќе се понаша исто така и во службата, затоа што тој никој не му кажа да одеберете во така. Океј. Искрено, за мен уште поголем проблем ќе биде покрај сето климање на глава од ученици и професори и сите засегнати во овој проблем, ако утре приказна да продолжат кај што застана пред 1 саат, 2. Всушност, овој проблем не треба да се решава посредно. Кога веќе сме стигнала на возраст некоја 15-16 години, за овој проблем треба да се работи што од најмалок возраст. Многу е полесно да го спречите проблемот, но подоцна да го лечите. Мислам дека прво од родителите треба да се почне. Како од родителите? Што од родителите како ќе ги воспитуваат деца? Добро. Добро, ама не се фактор само родителите, мислам, треба да имаме се во предвид. Мислам, детето минува низ процес на адаптација во општеството од повеќе структури. Првите 5 се најважни. Но, што можеме да земеме... Само да слушаме дека при крај сме, уште овие дигнати јас да ги слушам и сакам да дам еден краток заклучок на што се случи денес. Докажа? Да. Баш за оно што рече, проблемот не се јавува само во средното, се јавува уште и во основно. Јас од лично искуство, наставничката која што ми беше од 2 до 5 одделение, исто така понатаму и беше и на мојата сестра 4 години. Во мојот живот таа жена е 8 години и уште е вработена и толку одвратно се обраќа кон децата, ги нарекува оставачи, дверови и така натаму. И такви процесори не треба да бидат работени, на такви треба да се направи анализи и такви процесори да бидат отпуштени. Океј, кога има тема која што е чувствителна, забележувам, има реакција страни. Видно што се случува, а многу ми е важно да го слушаме гласно вашето размислување. Како што кажавме, не сите професионалци во било која професија сме еднакво добри и професионални. Армама за да бидеме подобри, ќе треба да бидеме сите проактивни, да бидеме во дадени ситуации. Имате да гледна рака и да направиме краток заклучок. Булинг има и има насекаде, ги има од сите возрасти, има ги од професорите сигурно во канцеларија, ние сме свесни, но има меѓу нив. Тоа се вика мобинг, кај кога се вика булинг. Добро, има насекаде. И тоа што можеме ние сега во моментот да го направиме, не да размислуваме како идните генерации, да ги едуцираме родителите или системот, туку да направиме сега што можеме. Ако ние сега кренеме свест кај децата околу нас, ако јас кажам на мој друг
barem малце да направиме некоја разлика, ќе има поголема разлика. Барем, еве, јас ако направам нешто, ја го пренесам ова на децата во мојот клас, барем ќе мене во клас ќе нема проблем. Мислам дека претходно не опативме уште едно нешто, кое што беше многу битен фактор, се види и во оваа приказна, во прошлата беше премногу очигледно, а тоа е ширењето гласини или озборувањето помеѓу себе. Што мисли публиката во врска со ова, дали Да, беше спомната неверојатно книгата, тоа беше од другата. Да, имаше малку исто тука и се. Да, имавме, дека разговаравме дека е тоа дело, тоа социјално насилство, вербално насилство и да, беше спомнато. Сега само да кажам зошто се обратите денеска блага. Да напоменам што очекуваме ние вас. Доколку вие излезете од пасивната улога, без разлика дали сте професор, директор, ученик, центар за социјална работа и така натаму, работите се менуваат веднаш. Значи веднаш. Треба да знаеме дека вие имате едни ингеренции како ученици, треба да бидете слободни се во секој време да разговарате со било кој професор кога имате проблем, да не зборам за родителите и сите ваши блиски. Ние возрастните треба да се сетиме дека имаме закон за основно или средно образование, каде што имаме доста мерки, чекори, стандарди, процедури кои што ни стојат на располагање за да се справуваме со различни облици на насилство и со други појави. Тоа треба да се разбудиме понекогаш, зашто не сите сме еднакво бојни. Сакам да дадам до знаење дека се чека Форум театарот бара од вас проактивност. Вие правите промени. Без да чекате некој да ги донесе. И не чекате да бидете директно засегнати, за да реагирате, туку бидете солидарни со вашите соученици, со вашите професори. Сметам дека од ова денеска можеме нешто да научиме. Освен да знаеме дека секогаш можеме да реагираме и да се обараме, да почнеме време од себе. Една тема што сакам така ми остана малце недокажана. Децата жртви не може да бидат одговорни за своето однесување, од една страна. А од друга страна, одговорноста за ова што се случува не можеме, верно е мислење, да ја бараме само и само кај децата или евентуално кај нивните родители. Дека беше кажано влијанието во оваа возраст вас не е само од родителите. И на крајот, јас сум родител. Имам ли право да бидам неписмен? Имам ли право да бидам недоволно здрава личност или неинформирана? Е психички болно. Можам да бидам со тешки развој, било така. Ама немам забрана за да имам деца и да бидам родител. Во таа ситуација, институциите дефинитивно преземаат воспитната улога, додека детето е толку часови во училиште. И покрај тоа, има плюс, институциите што исто така се задолжени за коригирање, наведено однесување и давање поддршка на семејствата, зашто не можат сами да ги воспитуваат своите деца. Центар за социјална работа, имаме представници тука. Многу малку се користи Центар за социјална работа од страна на училиштата, иако во одредени ситуации каде што имаме сериозни облици на врсничко насилство, не секогаш ние возрастните знаеме дека тоа треба да го пријавиме во Центар за социјална работа. И таму институционално се продолжи реагирање и справување со тој вид на насилство. МВР да не зборува. Малолетничка правда или инспекторите по малолетничка делинквенција недоволно ни користени за ресурси, а во дадени ситуации и тоа како ние треба да ги користиме. Така да, повеќе би зборувал за одговорноста кај нас возрастни како родители, професионалци и така натаму, отколку само кај 10 родители. И доколку директор се случи било како булинг тука, ако сум ја одговорен за оваа атмосфера, не може да се продолжим со Форум театар да представа, а тука гледаме да се случува булинг. Не, морам да се насочам тука и да го решам тој проблем во даден момент. Дори морам да кажам за крај, имавме ситуација во која во едно од училиштата во една држава Македонија се случуваше булинг на самата представа. Сите учествуваа, го остави тоа да тлее, да видат дека ние имаме нова представа тука. Завршите со нашата статка пред заклучок и почнаме со представата што беше жива со булигата. Тоа сваќа дека има не само начин, туку и одговорност да се реагира во секој можен момент на насилство. Затоа ако питаме вас кој се види, да не ви поминеме било како вид на врсничко или било кај насилство, незабележано.
Много ви благодарам што бевте денеска со нас. Бевте многу